скандалозната колумна на учесникот на шарената револуција Никола Шиндре, со која се релативизира и оправдува педофилијата. Ова станува симптоматично, бидејќи во исто време квази експертите на СДС почнаа да ги оправдуваат ставовите на Шиндре за педофилијата, а од друга страна беше избрисан јавно достапниот регистар на педофили. Затоа изразуваме голема загриженост и повикуваме да престане индолентниот однос на институциите по ова сериозно прашање. За нашите деца се работи. Затоа од Министерството за правда бараме итно и неодложно носење на правилникот за хемиска кастрација на педофили. Ова е неопходно да се случи што поскоро, бидејќи гледаме дека преку скандалозни надписи во јавноста почнува да се турка и релативизира, оправдува и оправдува овој гнасен и поделен чин. Сега, кога се релативизира педофилијата како кривично дело, е вистински момент Министерството за правда да донесе правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденција за осудено лице, кое му изречена мерка за медицинско фармаколошко лекување. Впрочем, овој правилник, во јавноста познат како правилник за хемиска кастрација, која ќе се применува на лица кои по втор пат го сториле делото, треба да се донесе што поскоро, бидејќи е резултат на општествен консензус и сите експерти и лица кои ја следат оваа проблематика. Бараме институциите да ги заштитат децата од монструмите кои сексуално напаѓаат деца. Ова е нивна обрска. Во спротивно, секој ваков чин ќе оди на душа на надлежните институции. Затоа бараме итло и неодложно да се донесе ваков правилник кој од една страна ќе ги одврати сторителите од ваквите дела, но од друга страна ќе покаже дека институциите на системот ги штитат нашите деца и ќе стојат рамо до рамо со нас во борба против ова зло за кое веќе е изграден еден општествен консензус. Ви благодарам.